втората половина од грејната сезона, кога голем број од ромското население останува без огрев, крајно негативно се одразува врз зелениот шумски појас околу Кочани, бидејќи жителите од периферните делови на градот, за да се стоплат, сечат се што им дојде под рака. Со секири, пили и со рачни колички или запреги, најзагрозените секојдневно излегуваат во околните борови насади, сечат од неколудецениските стебла и ги носат дома за да го запалат огнот. Шумската полиција, иако постојано е на терен и ги следи состојбите, не е во состојба целосно да ја елиминира оваа негативна појава. Граѓаните кои бесправно ја сечат шумата, добро се организирани и секогаш имаат информација каде се движат чуварите на шумите, па действуваат брзо. Имам чуено дека има дрвосечачи, на диво што работеа, па имаше и нереди, ама сега не знам, овие задни години. Посечат како не ги сечат. Мислам дека има. За мерките шумари, шумска полиција. Поголем број на вработени од шумската полиција. Вработувањето да биде повеќе масоно и да бидат повеќе ангажирани. Треба да се презимат поостри мерки за кражбите. Многу поостри мерки. Покрај бесправната сеча во околината на градот, таа се поголем замав зазема во планинските предели, особено во близина на населените места. Затоа не случајно редиштата околу Нивичани се соголени, а пустоши им се заканува и на корите околу селата Пантелеј и Рајчани. Локалната власт преку шумската полиција пред 2 години се обиде да ја спречи бесправната сеча во атарот на овие села. Меѓутоа мештаните организирано се спротивставија со образложение дека нема од што да екзистираат. Штетата од ваквата појава е повеќе кратна, бидејќи се сечат млади дабови и букови дрвја со дебелина од неколку сантиметри, поради што бесправната сеча добива димензии на уништување, односно со